Почитувани, посочувањата од ВМРО ДПМН за селективна правда, за непостоење на право и правда во Република Македонија, како и за притисок врз медиумите, сега се дел и од извештајот на Американскиот State Department за човекови права. Колку и да се обидува заевистичката матрица работите да ги прикаже светли и во демократски дух, State Departmentот наведува корупција, селективна правда, пристрасност, притисок врз суди, партизација, како и ограничена слобода на медиумите, а се наведува и владин притисок врз новинари за така наречена самоцензура. Почитувани, ВМРО ДПМН постојано посочува за селективна правда, за партизација и политичко влијание врз суди, за притисок од власта врз правосудскиот систем. Правосудниот систем под Зоран Заев е партизиран и работи под притисок на власта. Според извештајот за минатата година на State Departmentот во делот за правосудниот систем стои, цитирам, ограничена судска независност, политизација на органот за судски надзор и несоодветно финансирање на судскиот систем, со што се попречува судското функционирање и неговата ефективност. Вашингтон нотира и забелешки за долги процеси, пристрасност, селективна правда и притисок врз судиите. Кога се зборува за правосудниот систем, тука е и заклучокот за затворите и притворските оделенија, опишани како, цитирам, сурови, нехумани и деградирачки. Па почитувани, ако ова е извештајот за 2018 година, како ли ќе изгледа заклучокот на State Departmentот за човековите права за во Македонија за ова 2019 година? За подсетување, нема никакво поместување, нема ништо од реформите во правосудството. Политичкиот притисок врз судството е се позасилен. Нема отворен ниеден случај за корупција против власта. Како ли ќе бидат наведени случаите, например, со претепувањето и обидот за линч врз поранешни министри, за кои што никој, ама никој не понесе одговорност, а случајот се случи во притворот Скопје. Како ли ќе ги оценат скандалите со корупцијата и непотизмот, кои што го минаа плафонот? Безбедноста во Република Македонија е на најдолно ниво со нерешен ниеден случај за низата убиства и насилства низ градовите. Почитувани, залудно заевизмот убедува за напредок. Смешни се обидите на заевизмот да се прикаже дека Македонија бележи напредок во слободите на медиумите и судството, дека владата наводно мотивирала независно и непристрасно судство. Во Македонија есенцијално недостасува почитување на правото и правдата, почитување на човековите права, а тоа со заевизмот е невозможно. Правото и правната држава се основа за демократски систем. Затоа на председателските избори сигурен победник е Гордана Силјановска-Давкова, победува ВМРО ДПМН, победува честита Македонија. Ви благодарам.